кога во административно управен поглед станала седиште на посебна каза, Гевгелиска. Покрај Гевгелија поминува една од најзначајните трансферзали со европски патишта, автопатот Т-75 и меѓународната железничка пруга Скопје-Солун, која ги поврзува средна и источна Европа со јужниот дел на европскиот континент. Најголемото балканско пристаниште на Егејското море Солун и на само 70 км оддалечено од Гевгелија. Некогаш Гевгелија била град на незаборавните серенади. Денес Гевгелија е град на сонцето, град на топлината, која ќе им прекоси на минувачите и трговците. Таа е домакин на нивните патувања кон Блискиот исток. Еве слушнавме, Гевгелија е град на сонцето. Утрово топло ли беше во Гевгелија кога тргнавте, иако во раните утрински часови? Само што беше излезено сонцето кога тргнавме. Гевгелија е вообичаено топло и ние сме си навикнати и на топлината и на сонцето. Така, јас утрово кога го имавме блокот сервисни информации ги погледнав температурите, повторно најтопол град беше во земјава утрово Гевгелија и денеска. Како летото го издржувате? Навистина е многу жешко. Па веќе ми е преидено во навикнати сме. Вообичаено кога најтопол град во Македонија кога ќе се објави метео е Гевгелија. Но има една специфика. Гевгелија постојано се движи воздухот, не е загушено и тука и покрај тоа што температурите се високи, постојано пирка ветер и затоа гледам во последно време доста интерес за изградба на ветерници на територијата на општина Гевгелија. Имавме веќе јавна расправа за влијанието на животната средина уште ланската година, па сега до инвеститорите зависи кога, како и ќе ги реализираат нивните проекти. Ајде, ако има услови за такво нешто, тоа би било добро. Но дали луѓето во Гевгелија сакаат да спортуваат? Има ли спортски сали? Имаат ли можност за такво нешто, игралишта? Гевгелија има еден градски стадион во Гевгелија, помали игралишта по населените места, со помош на Агенцијата за млади и спорт во Миравти се изгради уште еден стадион со 1000 посетители на овие надпревари. Треба секој момент да го пуштиме во употреба. Спортски сали, една градска спортска сала со капацитет од 1200 седиште има во градот. Салата Партизан, училишните сали, кај што кажав веќе дека вложивме средства на 100.000 евра во двете сали за да се реновираат, да се реконструираат и се стават во функција на корисниците, на спортистите. Но градските сали, како и повеќето низ Македонија, се моментално како собственост на јавното претпријатие за спортски објекти. Покренавме иницијатива за да се врати собственоста повторно на општината, затоа што сметаме дека можеме да ги одржуваме, можеме да ги ставиме во функција и да ги ставиме на располагање на спортистите. Еве да ни кажете, ова претходната фотографија. Претходната беше во спортската училишната спортска сала во гимназијата. Таму ќе беше добро ако ги понесовме фотографиите како изгледаше порано таа спортска сала, со дупки на подот, пропадан кров од секаде течеше и за разлика од тоа сега баш изгледа како да е некоја нова сала изградена на задоволство на сите нас. Така, јас Во моментот, извинувам, се градат две тениски игралишта на просторот на поранешна касарна во Гевгелија. Тука треба да има и помошни игралишта, други, забавен парк, предвидена е можност да се изгради и базен, уште еден. Има базен во Гевгелија, но добро е кога може уште еден да се изгради и во технија постапката за обезбедување реквизити опрема за изградба на повеќе детски забавни игралишта. Значи, мора да е спроведеме, иако трае подолго време таа постапка тендерска за јавни набавки, мора да го спроведеме и тоа, за да може
задоволство и на детата да ги изгради нови забавни паркови. Така, јас ви прашувам за спортските сали, за спортските терени во Гевгелија, но што е со околните места? Колку е таму присутен спортот и можноста да се спортува? И уште едно прашање, дали има некоја позната личност од оваа област која што ја знаете во Гевгелија, која што се истакнала со резултати? Има ли некој спортист? Добро, се надевам дека ќе има така позвучни имиња. Тој сакав да ме прашам, Да. ако нема досега со новиве сали ќе има. Затоа ствараме услови. Интересно е што од спортовите, значи сите се на некој начин присутни, и масовните и клубските спортови. Од сега во последно време добри резултати почнаа да бележат ракометарките од женскиот ракометен клуб Гевгелија и кошаркарите се покажуваат. Се надевам дека ќе почнат и фудбалерите да ни покажуваат добри резултати. Гевгелија е интересна затоа што на неколку наврати имаме мотокрос патека, се одржават балкански шампионати на мотокрос патеката и оваа патека намерено ставивме да остане патека на потекот од Гевгелија до граничниот премин Богородица. Целиот тој простор го урбанизираме за хотелски комплекси да може да се градат, но како атракција ќе остане оваа патека од ова мотокрос патека во овој дел. Мислам дека ќе биде интересно и за туристите и за посетителите. Така. Културата е важен сегмент од живеењето. Колку се присутни настаните од културата, какви манифестации организирате, што имате во план? Културата во секој поглед ја подпомагаме колку што можеме. Во секој октомври распишуваме конкурс за проекти кои што ќе бидат финансирани и усвоени со програмата на Советот на општината. Годинава, покрај другото, како Гевгелиско културно лето во склоп на топлиот културен бранш што се организира на ниво на Македонија, се организираше. За прв пат оваа година како општински празник го прогласивме и Спасовден. Во Гевгелија се организираа културни манифестации за празникот Гевгелиски седминар. Исто така, за сите позначени датуми, празници државни се организираат манифестации. Присутни, значи, музички, сценски изведби, сите овие се подржуваат. На задоволство на граѓаните на Гевгелија за Нова година организиран дочек на плоштад на Нова година и гостуваа Енергетска лампе и гевгелиски бендови и последна манифестација рок групите од Гевгелија по повод 8 септември организира еден мал настап од неколку 2-3 часа во Гевгелија. И постојано се надоврзуваат овие настани. Се надевам дека уште поголема можност ќе се даде со завршувањето на реконструкцијата на театарот, да може, значи, во тој вистински амбиент за театарски представи да може да се одвива. Сега само се користат салата на Пионерскиот дом и на Домот на културата, но со завршувањето на реконструкцијата на театарот го добиеме тоа вистинското што ни треба. Гевгелија е еден од ретките градови кој што може да се пофали со убав пионерски дом. Значи, градба која што дозволува да се одвиваат настани на завидно ниво, со оглед на тоа што другите пионерски домови во другите градови се навистина крајно запуштени. Често, секоја година се одржуваше и фестивалот за деца Калинка. Да. Нешто за домот и за овие активности во домот. Го одржувате ли? Домот некогаш можеби е потешко да се одржува нешто отколку да се изгради. Така е, да. За жал, домот има проблем со кровната конструкција, со кровот, кој што во договор со Универзитетот Гоце Делчев од Штип ќе го санираме. Во Пионерскиот дом сега се одвива и наставата на овие два факултети преку Универзитетот Гоце Делчев, факултетот за туризам и за бизнес логистика. На задоволство на сите нас, интересот на студентите е огромен за запишување на овие факултети
и комбинирано ќе го користиме и за културните настани кои што ги организира Пионерски дом и за изvedувањето на наставата на овие факултети. Така, што е со фестивалите? Фестивалите ми ќе се подржат сите иницијативи за да се продолжат со нивното функционирање. Во вашата програма стои и довршување на реконструкција на ликовна галерија Амам. Јас искрено да кажам, не знаев дека и во Гевгелија има вакво нешто, но еве добро е кога комуницираат нели луѓето меѓу себе и учат и нови работи. Во Гевгелија има и Амам кој е во реконструкција. Да, во реконструкција е. Амамот е во собственост на Завод за заштита на споменици на културата. Во договор со Министерството за култура договоривме дел да можеме и ние како општина да помогнеме финансиски да се заврши реконструкцијата на овој Амам, кој што е буквално споменик на културата, да може да го завршиме кровот, да го изфасадираме и да го да биде ставен во функција како уметничка галерија. Се надевам дека нешто ќе можеме да завршиме до крајот на оваа година, не се али комплетно за да биде завршено во првата половина на следната година. Знам дека во овој крај се организира еден настан кој што е познат и надвор од нашите граници, станува збор за смокијадата. Оваа година се одржа ли? Се одржа, да. Времето прво не ни се погоди на 4 септември, па манифестацијата се одржа на 5. Имаше доста интерес. Интересно е, тоа е традиционално. Смоквата како овоше за југот на Македонија специфично карактеристично. На ова смоквијада се прави сладко од зрели смокви. Беше доста посетена од граѓаните како манифестација и добро е тоа да се поддржува и за следната година веќе е договорено да излеземе од рамките на општината, од рамките